сега јас ќе им посакам добро утро на мојата колешка Искра и нашиот гостин Илија Жежов. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, Славданка, до вас, добро до гледачите на телевизија Алфа. Драго ми е што ме поканивте да видам повторно гостин во вашето студио јутрински, да ја започнеме со твојата драга колешка Искра емисијата на еден најдобар начин, да им пренесеме на гледачите нели силно што станува проблем за нивното здравје. Секако благодарам, а Искра може да се повлечеме, а Искра се заврте кон мене и да каже добро ве најдов. Да, таман сакав да кажам нешто арно, ама гостите имаат предност. Гостите имаат предност, Искра, добра ли си? Прво да прашам. Релативно, со оглед на тоа што е 7 часот и 33 минути. Но сега вака со темава ќе се разбудиме, ќе зборуваме за повреди, физикална терапија, која што на сите ни е потребна и скршеници. Повелете. Да. Ти благодарам, Славданка, добро утро, Иле. Уште еднаш и од мене. Добро утро. Да, ќе зборуваме за физикална терапија при скршеници и повреди. Па да си го фатиме некако редот, да започнеме со повредите. Какви се видови на повреди постојат? Видете, значи постојат разни видови на повреди. Најчесто повреди може да се случат нели излегувајќи од дома надвор, може да се лизнеме, да паднеме, да направиме некоја повреда на коленото, да направиме значи скршеница, фрактура на раката и сите тие повреди нели подлежат понатамошно под едно доста сериозно физикално лекување. Но некои повреди кои што се со помал интензитет нели на болка може да поминат и без физикална процедура. Но најчесто пациентите секогаш посегнуваат по медикаменти, ден, 2 до 3 додека нели се стабилизира таа повреда, но ако нели не се стабилизира во понатамошниот тек, треба да следи еден преглед, да се види состојбата што повреда е настаната, па понатамошно нели да следи едно сериозно физикално лекување. Со оглед на тоа што имаш една доста разработена пракса, многу посетена. Можеш ли вака отприлика да кажеш кои се најчестите, да речеме? Од што најмногу страдаме? Така, во нашата... Што најчесто ни се случува, да речеме? Така, да, во нашата ординација секојдневно ние се соочуваме со разновидни здравствени проблеми на нашите пациенти. Едни од најчестите проблеми со кои што ние најчесто се соочуваме во нашата пракса, во нашето секојдневие и во нашата работа е се повредите на коленото, значи повредите на подлактицата, значи потоа може да се случи на пример да речеме да дојдат луѓе со исчешување, односно дисторзија на скочниот зглоб и ако тоа ние пак го работиме по еден персонализиран план и програма се со цел да им помогнеме на нашите пациенти како би дошле нели и би ја санирале таа повреда, но морам да кажам дека исто така настануваат и доста посериозни проблеми во однос нели на овие. Тие се скршениците кои што бараат еден доста подолг временски интервал на лекување во зависност од тоа каде е фрактурата, каде е скршеницата и секако нели што повреда настанала. Да, кои се најтешки, односно во смисла каде е потребна најдолга, да речеме, терапија? Така, значи најдолга терапија, односно рехабилитација по персонализирана програма, најчесто вклучува скршеницата. Значи бидејќи скршеницата после самата повреда бара и една рана фаза на физикална терапија, меѓутоа подоцна нели може и крајна завршна фаза на физикална терапија. Се клучно е да знаат пациентите дека секоја рехабилитација најчесто се состои значи од 10 до 15 дена, но со тоа што физиотерапевтот може рехабилитацијата да ја продолжи до 21 ден. Во зависност од тоа пак ќе кажеме индивидуално. Кај некои пациенти, например, да речеме, кога ќе аплицираме терапијата, уште во првите 4 до 5 третмани, подобрувањето веднаш се гледа, а кај некои пациенти од самото лекување, значи се чувствува значи подобрувањето во понатамошниот тек на третмани на терапијата, некаде кај 15-20 терапија, значи. Но клучно е дека треба да поминат 15 до 21 ден и секоја нели повреда си бара еден подолг временски интервал на лекување, не може тоа да помине преку ноќ, сепак нели станува збор за скршеница, дисторзија. Тие се најчести проблеми со кои што се соочуваме и бараат повеќе внимание, повеќе време, значи посветување во однос на рехабилитацијата, бидејќи се случуваат тие повреди на доста специфични места, на пример да речеме скочниот зглоб, кога ќе се случи дисторзија на скочниот зглоб, знаете кога да се појави оток, црвенило, па потоа да не може нели пациентот убаво да се движи, отежнато е движењето, така да сите овие процедури пак ќе кажам бараат подолг временски интервал на лекување. Ќе зборуваме малце повеќе конкретно за скршениците, со оглед на тоа што претпоставувам дека зимскиот период се од оправдани причини поприсутни. Мене ме интересира, спомена дека често пати кај повредите се започнува со медикаменти.
Доколку не помине со нив, претпоставам дека тогаш се преминува на физикална терапија. Кога се започнува? Видете. Физикална терапија, тоа ми беше прашањето. Видете, пак ќе кажам, значи во зависност од тоа каква повреда настанала кај пациентите, значи некои пациенти не се ни јавуваат на физиотерапевт или на лекар, него сами на своја рака знаат да се земат одредени медикаменти или пак оние народските работи кои што си ги практикуваат да ставаат, например, да речеме кроми, зелка и така натака. Да, мислејќи цела дека кујна да ја стават. добро, да се Нешто помага од тоа или? Значи тоа сметаат некои повозрастни генерации дека тоа помагало и тоа го практикуваат и го прават. Не би можел да кажам во однос на тоа дали тоа помага или не, они најдобро знаат бидејќи нели медицината има еден друг концепт на лекување, тоа е еден друг значи концепт на третирање. Значи противник си на таков начин? Не би кажал дека сум противник, но едноставно не верувам во такви работи дека кромидот, дека зелката можат да помогнат во однос нели на тоа. Сепак 21 век сме, нели постојат софтифицирани методи кои што можат да помогнат во овој процес на лекување и многу сум среќен кога луѓето нели ќе се јават на физиотерапевт, кога ќе побараат помош, кога ќе знаат дека некој може да им помогне во однос на нивната проблематика и навистина тоа е нешто добро. Но пак ќе кажам, сите овие повреди пак бараат доста посериозно третирање, пак ќе кажам индивидуално е во зависност од тоа колку е повредата, значи или нормално и секако нели апчињата можат да помогнат кај одредени ситуации, например да речеме да се намали болката, но не нели нормално да се санира и отокот, но не е нормално нели да се санира и нормалното движење на самиот пациент. Секако тука пак треба да се даде една одредена терапија која што ќе помогне во целост да се помогне кај пациентот. Ајде конкретно на самата терапија, иако знаеме дека варира, зависи од случај, но што се имплементираш ти во неа? Што се применуваш? Така, во нашето секојдневие, еве да спомнам дека сега во период кога временската состојба е ваква, доста пациенти доаѓаат во нашата ординација и се жалат на главоболки, на мигренозни болки, спондилоза, дископатија, шијалги, тие или диагностички заболувања со промената на времето се влијаат доста кај пациентите, па болките се поинтензивни, омалаксаноста, значи стресот секојдневието работата исто така дополнително може да придонеси во однос на тоа да се нели зголемат тие симптоми. Исто така и тие доста почесто ги третираме во нашата ординација во однос на имплементацијата на терапијата. Значи најчесто кај дисторзијата на скочниот зглоб, еве би кажал, имплементираме значи криотерапија, која што криотерапијата се латни облоги аплицирани од страна на физиотерапевт. Исто така може да се аплицира, односно да се ординира значи медицинска масажа која што се влегува малку подлабоко во лигаментите во скочниот зглоб, се со цел нели да се опуштат, да може пациентот веднаш после таа масажа да добие едно подобрување, каде би веднаш можел да се движи многу подобро. Исто така кинезитерапијата е еден клучен сегмент кој што исто така помага преку помош нели на одредени манипулативни вежби кои што физиотерапевтот ги ординира во таа постапка, каде што би кажал дека навистина овие методи имаат голема моќ, односно да помогнат во оваа процедура на лекување. Исто така после тоа може да се ординира електротерапија, но во крајни случаеви. Јас во мојата стручна пракса сметам дека електротерапијата не би била добра да се ординира, него секогаш тоа да може да се третира, односно се лекува на манипулативен и на мануелен начин. Зошто морам да те потпрашам? Заради тоа што сметам дека со она што физиотерапевтот со рака може најдобро да го обработи, ни една друга метода од струјата не би можела толку многу да помогне. Еве, например, да речеме, ако 80% може да помогне раката со вежбите и со масажата, би кажал дека 20% може само струјата да помогне. И многу од колегите сметаат дека сум јас противник на електротерапијата, но тоа е мој начин на работа. Секако нели тоа е моје индивидуално право врз основа на тоа што јас го ординирам кај моите пациенти. Во нашата ординација струјата се користи само 10%, додека 90% ние имплементираме работна терапија само со рак, вежби, масажи и во крајен случај UV лампа. Што е според тебе клучно во овој процес на лекување за да биде успешен? Видите, клучно е да си ја сватите повредата сериозно и после секоја хирушка интервенција или пред хирушка интервенција, кога докторот ќе ви даде еден конзервативен начин на лекување, тоа да го сватите сериозно, со цел нели да не дојдеме во крајност до една хирушка интервенција. Ако повредата ви е кажано дека треба да се третира со физикална терапија, секако тоа ќе мора да се јавите на физиотерапевт, една консултација, преглед, значи да се направи физиотерапевтот и понатаму што секако нели физиотерапевтот да ја следи
состојбата во докаде и што е и со имплементацијата на терапијата да ви каже дали таа повреда што се случила е целосно санирана и вие понатамошно да функционирате секојдневно во животот, нели, затоа што не можете искра вие да имате повреда а да функционирате со болка. Болката ќе ви ги спречува сите други активности во текот на денот што мора да ги направите. Секако, нели, за живот без болка потребно е да одбереме добра терапија. Терапијата секако, нели, ќе помогне до 95% физикална терапија помага во сите овие процедури од физикална терапија. Ајде да преминеме на тие скршеници, односно оние кои што се најтипични за овој период од годината или овој кој што ќе предстои допрва, така. Со оглед на тоа, ако имаме снег, секако нели ќе имаме и повеќе скршеници, но снег, не мора да мраз. значи така дека снегот или пак мразот се клучни, за да се случи некоја фрактура и некоја скршеница, пак како што кажав, може не дај Боже сега излегувате од сопствениот дом, значи одите до продавница, едно камче да ви направи нели еден проблем да се сопнете или да направите некоја фрактура, но најчести скршеници, односно фрактури со кои што се соочуваме во зимскиот период, би кажал до вашите гледачи, се скршениците на колкот. Најчесто по возрастната генерација спаѓа, значи крши кука, процедурата е навистина доста деликатна во однос на тоа, нели, може да следи хируршка интервенција, но 99% во случаите кај скршениците на колкот следи 99% значи оперативен зафат, но ете 1% да кажам останува, нели, да пациентката остане без хируршка интервенција. Заради тоа што коската тука се крши и секако, нели, мора да се стави дополнителни, значи внатре штрафови, плочки кои што ќе ја држат, нели, коската, но тоа е работа на хирурзите, секако и пред хируршката интервенција. Ако докторот даде упатства за физикална терапија, секако пациентот мора да ја спроведе таа физикална терапија, но 99% во крајен случај по хируршката интервенција пациентот мора 21 ден да посети бајнско лекување, кое што ќе подлежи под сериозна физикална терапија или пак приватна здравствена установа за физикална терапија, каде што ќе бидат спроведени сите тие процедури од физикална терапија, електротерапија, мануелна масажа, вежби и дополнителни методи кои што ќе бидат клучни да помогнат во целосниот процес на лекување. Но морам да кажам, исто така до вашите гледачи, дека не мора да значи дека физикална терапија мора да тече 21 ден. Кај некои пациенти и после 10-та терапија ние гледаме дека повредата е целосно санирана, па вршиме прекин на терапијата. Но 10 до 12 терапии ќе бидат клучни да се помогне во процедурата кај скршениците. Други скршеници кои што исто така можат да бидат проблем кај нашите пациенти, може да биде, значи, скршеница на подлактицата, значи скршеница исто така на подлактицата, скршеница, значи, на подбутната коска. Исто така тие се исто така доста клучни скршеници, но исто така може да се случи скршеница и на скочниот зглоб. Бидејќи, како што кажав, клучни се тие делови на телото и секогаш подлежат под доста сериозни повреди. За колкот рече дека во 99% од случаите се завршува со хируршка интервенција. За жал, така, за жал. А што е со останатите скршеници? Видете, сега тоа... Дали кога, како се одлучува, дали ќе се така, оперира? во зависност од тоа колкава е скршеницата, сепак секако, нели, хирургот прави проценка, кај некои пациенти може тоа да биде дадена само со конзервативен начин, односно физикална терапија и подолго мирување, а исто така до 80% и тие исто така завршуваат со хируршка интервенција. Па веднаш по хируршката интервенција да не се упатства за понатамошно лекување со физикална терапија. Но морам исто така да кажам до вашите гледачи, мора да бидат предпазливи, мора да бидат, нели, значи секогаш одговорни за себе и за своето здравје, да внимаваат, бидејќи, нели, сега овој период во зимата со оглед на тоа дека немаме снег, нели, немаме мраз надвор, но пак ќе кажам, едно камче може да биде клучно вие да направите некоја доста посериозна повреда и таа повреда да ве чини доста одземено време и секако средства од вашиот буџет. Кога станува збор за другите повреди, некогаш умееме така да ги преспиеме, да речеме, да одложиме или да забошотиме, да не одиме на терапија, но кога станува збор за скршеница е, како што спомена, ни дава и докторот инструкции дека мораме да одиме. Дали и тука често пати ги одложуваат?
Видете, со оглед на тоа колку повеќе ги одложувате вашите здравствени проблеми, толку повеќе го зголемувате времето да правите подолг временски период, односно интервал на терапија. Зошто? Со оглед на тоа, ако вие имате сега проблем со вратот и мислите дека таа болка ќе се помине. среди со 4-5 дена и тоа ќе може би да се смири болката, но што се случува со неј внатрешен дегенеративен процес во вашето тело, тоа вие не го знаете. Затоа велам добро е да се јавите навреме на физиотерапевт, да направите еден преглед, да направите една консултација со физиотерапевтот и да направите една масажа. Верувајте дека преку 30 на минути масажа физиотерапевтот може да ви открие дали тука е настанат некој проблем за сколиоза, спондилоза, дископатија или некој друг вид на заболување. Па многу е полесно ога на почеток ќе го имате, значи нели решението и кога ќе го почне да го третирате, отколку компликацијата ќе се влоши многу повеќе. После тоа не ве оправат ни 21 ден, ни 3 месеци, ни 6 месеци, ни една година. Верувајте, имаме пациенти кои што ваквите проблеми ги занемариле, па ваквите проблеми понатамошно ние ги лекуваме и до 2 години. Затоа што тука настанува едно искривување на раметниот столб, настанува девијација на самите прашленски тела, може да направат притисок на самите дискуси на раметниот столб. Значи може да се случат доста сериозно, значи сериозни дијагнози кои што ќе бараат многу повеќе време за третирање и за лекување. Затоа често преку вашите емисии кога гостувам, често значи јас видите не гостувам вашите емисии за да на пациентите само паушално им го пренесеме она. Јас доаѓам кај вас ќе ме поканите, верувајте, јас мојата работа со љубов си ја сакам и секогаш кога доаѓам гостувам, јас моето знаење што го поседувам, сакам на пациентите да им го пренесам народски, затоа што ако влезам јас во медицински терминологии, вашите пациенти нема да ме разберат. И затоа велам народски да ме разберат. Значи здравието е најважно, мора да внимавате. Еве што се случува, значи кај повозрастната генерација да кажам. Знаете како, значи немаат никаква физичка активност, мислат дека физичката активност дома, движењето во домот или движењето до кујна е доволно. Не е тоа доволно. Вие ако се осеќате дека можете да излезете и да направите 2-3 пати неделно по 40 на минути, вие тоа можете да го направите. Еве Искра еден совет до вашите гледачи. Нека почнат оние кои што сте поподвижни, зборувам, оние кои што не се толку подвижни, нека иземат физиотерапевт, нека направат 1-2 масажи во текот на месецот дома, верувајте ќе се чувствуваат фантастично. Оние кои што се подвижни, кои што можат да се движат, да излезат да прошетаат 2-3 пати во тековната недела. За 2 до 3 недели ќе се чувствуваат навистина прекрасно. Еве При тоа не мислиш само на прошетување до самопослуга и назад, така? Не мислам, зборувам, значи сега пешачење километар до 2 километри, значи убаво едно пешачење. А верувајте, имам пациенти кои што тоа го прават и кога ќе дојдат и велат, значи или ја фалате на советите, значи навистина почнавме да пешачиме, леле, почна телово да ми се раздвижува, што нашето тело кога нема физичка активност станува пасивно. Почнува мускулатурата да атрофира. Почнува да се собираат млечни киселини, почнува да се случува една контракција на самите мускули. Значи тука веќе почнуваат мускулите да стануваат пасивни и почнуваат да попуштат, почнува да ви попушта телото. Физичката активност не се џабе излезена од рајот и треба секој да ја практикува 2-3 пати во тековната недела. А силно што ќе кажете дека немате време е само изговор. Ако имате време, пак ќе кажам, пак додете на фризер, додете на ногти, значи зборувам, ќе најдете време и да си посветите едно 30 на минути за вас. За себе и за тоа своето здравје. Една од најголемите инвестиции што човек ќе може да ја направи ако 2-3 пати неделно физички се активира. Јас сакам само уште нешто. Ми кажува дека крај, но мислам дека многу важно во однос на нашата дисциплина, освен ова што кажува за животот, но во однос на дисциплината со терапиите. Затоа што се случува да речеме после 2-3 терапии да сме веќе од нешто се чувствуваме добро и да ја прекинеме. А ти да речеме си им кажал дека треба 10 пати да дојдат. Што се случува во тој случај со повредите? Видете, има и такви пациенти кои што со 2-3 терапии ќе се почувствуваат подобро и терапијата ќе ја прекинат, но многу е поголем бројот кои што пациентите го почитуваат мислењето на докторот и на физиотерапевтот и рехабилитацијата ја завршуваат во крајност 21 ден. Дури верувајте прашуваат дали има потреба понатамошно повторно да доаѓаме или вие сметате дека до тука терапијата е доволна. Така да знаете како морате да бидете, пак ќе кажам, одговорни за да ја санирате таа повреда, бидејќи таа повреда понатамошно доколку не се третира со физикална терапија ќе даде сериозни последици во понатамошниот тек од животот. Бидејќи секоја повреда си бара соодветно лекување. Иле, многу ти благодарам на ова гостување. Да.
Значи движење, движење, движење. Апсолутно. Физичка активност, движење, 2 пати месечно добро е да се прави и пациенти кои што имаат проблем и кои што немаат проблем масажа, бидејќи масажата ја опушта психичката благосостојба, ја подобрува мускулатурата, го подобрува циркулаторниот систем и пред се го отстранува стресот. А стресот секој ден се собира. Прво пред се кога ќе започне, нели, сабајле да ве буди во 6:30 алармот за да работи. Да, самиот аларм создава стрес, ние тоа го знаеме секое утро, така околу 4:15, нели? Да. Благодарам уште еднаш, Слободанка. Слушна, убаво. Да се движиме. Ништо после ми сива пешки до дома. А да те прашам нешто ма искрено. Не идам, не одам. Не ме ни прашам. Колку се познаваме. Тоа значи дека треба на некој начин да се почне било што и да е. Па макар и нека е пешачење, така? Апсолутно. Или масажа, Секако. Каиле. А тоа обавезно? Но Без и тоа физичка никако. активност, ако 2 пати барем неделно, ако не 3 пати, да биде... Советите се прекрасни за сите, за добробит на сите Благодарам. нас, но само ние треба да ги практикуваме. Така е. И тука е решението. Благодарам исто и јас.